се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Председателот на Црна Гора Јаков Милатовиќ предпладнево пристигна во Скопје во рамки на својата официјална посета на Македонија. Милатовиќ е во дводневна посета на земјава на покана на председателката Гордана Силјановска-Давкова, која денеска со највисоки државни и воени почести го пречека во вилата Водно. Испраќаме пораки за регионална соработка и добрососедска поддршка. Го цениме фактот дека Северна Македонија беше меѓу првите држави што ја признаа Црна Гора и тоа стана цврст темел за развој на нашите билатерални и дипломатски односи, нагласи Милатовиќ на заедничката пресконференција. Газдата на дискотеката Пулс Дејан Јованов деко се лутел и не соработувал со полицајците кога тие ќе фателе малолетници во кабарето, каде пред повеќе од една година загинаа 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Ова произлегува од сведочењето на еден од сведоците на одбраната на тројцата полицајци од Кочани, на кои им се суди за злоупотреба на службената положба, кои се товарат дека кога правеле акциска контрола за присуство на малолетници при изготвување на записниците за констатираните прекршоци, наместо за правното лице во чија собственост било кабарето Пулс, МММ кафе пишувале прекршоци за Класик, кој имало блокирана сметка, и за собственикот Деко, кој не фигурирал како собственик на Пулс. Семејното и родово базираното насилство беше во фокусот на омбудсманот во 2025 година, а за жал е актуелна тема и оваа година. Фемицидот како најтешка последица на семејното насилство беше причина за смрт на неколку жени во изминатата година, кажа денеска народниот правобранител Фатон Селјами, кој ги повика институциите да вложат повеќе труд, ресурси и знаење за да се спречат немили случаи, какви што ја потресоа македонската јавност. Народниот правобранител даваше извештај за сработеното од изминатата 2025 година, па постапувајќи по случаите на фемицид, констатирал пропусти во институционалната реакција која, како што рече Селјами, најчесто не е навремена. Поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски доаѓа во суд на рочиште за предметот Титаник, но повтор пат не дојде да сведочи за Талир 2, каде што остана да биде обвинет само поранешниот премиер Никола Груевски. Денешното рочиште се одложи бидејќи Божиновски наводно ја сменил адресата, па поканите што ги праќал судот не му стигале. Обвинителката што го води случајот Ленча Ристовска побара одбраната да направи напори да го обезбеди сведокот, бидејќи на 27 април истекуваат 90 дена и судењето ќе треба да почне од почеток. Пратеничката група на Знам, со поддршка на пратениците од мнозинството, поднесе предлог на закон за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата по скратена постапка, со кој се предвидува возачот кој поседува возачка дозвола од Б категорија да има право да управува мотоцикли со автоматски менувач од категоријата А1, чија зафатнина на моторот не е поголема од 125 кубика. Иако укажувачите или познати како свиркачи се меѓу најефективните за разоткривање на корупцијата и борба против неа, од вкупно 1320 институции бројот на оние што имаат овластено луѓе за пријави од укажувачи е 270, што е само 20%. Вкупниот број на вакви назначени луѓе во Македонија во 2025 година бил 280, што значи дека во одредени институции има по двајца или повеќе, додека во поголемиот дел воопшто нема. Ова денеска како забелешка го кажа Адем Чучуј, председателот на Државната комисија за спречување корупција, која ја одржа својата 30-та јавна седница.
Од утре започнува исплатата на новата минимална плата за март во износ од 26.046 денари. На сметките на пензионерите пак треба да легне мартовската пензија, која што е за 1000 денари повисока од минатиот месец. Според пресметките, новата минимална нето плата е зголемена за приближно 1667 денари во однос на досегашниот износ. Соединетите Американски држави по 7 години повторно официјално го отворија своето дипломатско представништво во Каракас, Венецуела. Ова следува откако пред речиси 3 месеци американските специјални сили спроведоа операција за отстранување на председателот Николас Мадуро од власт. Овој потек означува ново поглавје во односите меѓу двете земји, соопшти американскиот Стейт департмент. Папата, кој потекнува од САД, често изразува жалење за војната против Иран и последиците од неа, но се воздржува директно да го критикува американскиот председател Доналд Трамп. Понекогаш лично папата Лав 14, понекогаш вториот човек на Ватикан, кардиналот и државен секретар Пиетро Паролин, а повремено и кардинали од САД или Европа се јавуваат со критики за војната во Иран, што ја започнаа САД и Израел, за последиците по цивилното население и фиксацијата на вооруженото насилство. Украинскиот председател Володомир Зеленски во интервју за американскиот портал Axios истакна дека продолжениот конфликт во Иран би можел да биде многу корисен за Русија, а штетен за Украина. Тој посочи дека руската економија добива поттик од зголемувањето на цените на нафтата и ублажувањето на санкциите на САД, додека Украина, од друга страна, би можела да се соочи со недостиг од пресретнувачи на воздушна одбрана, како и друго клучно оружје. Голем напад со беспилотни летала во северозападна Русија го оштети балтичкото пристаниште Уст-Луга, клучно за извозот на нафтени деривати од Русија, како и едно училиште при што беа повредени 3 лица, објавија локалните власти. Александар Дрозденко, гувернерот на овој регион, кој се наоѓа на неколку стотици километри од фронтовските линии, извести дека руската воздушна одбрана соборила 38 дронови преку ноќ. Израелскиот парламент усвои закон со кој се одобрува смртна казна за палестинци осудени за терористички напади со смртоносни последици, мерка што беше остро осудена од меѓународната заедница и организациите за човекови права како дискриминаторска и нехумана, објави Euronews. 62 пратеници, меѓу кои и премиерот Бенјамин Нетањаху, гласаа за, а 48 против предлог законот зад кој стоеше крајно десничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир. Ова беше се во попладневните вести на Слободен печат. Утре следете ги утринските. Убаво попладне.